И на никога да му го загрозуваат идентитетот. Ја многу ги истражувам и мене многу ме интересираат тие работи, затоа што ја пораснав во една атмосфера на 90-тите години кај што ние со еден пиетет за Тодор Александров, па кога се појави првата книга за Тодор Александров на Стојан Синадиновски, па ја читавме, па таа беше у некои 100 примерока, па под маса, па никоја нема, па дај да видиме, пошто за они беа проскрибирани, Тодор Александров го немаше нигде до 90-та година во македонската историја. И затоа мислам дека и беше подигнат на еден степен повисоко Гоце Делчев. Сега оваа последнава дебата што се води неделава околу овој нестрикнава изјава на Земон од СДС, што мислам дека не е на место воопшто. Меѓутоа факт е дека идеолошки Гоце е издигната, Тодор Александров е избришан. И ние почнувавме да истражуваме. Зоки тогаш се појави неговата магистратура беше ВМРО 18-та, 24-та, докторатот му беше 24-та, 34-та, он беше првиот човек што ги истражуваше оригиналните писма на Тодор Александров, начинот на воената организација, постулатите за храброст и така натаму. И сега се вратам на Стојан Христов. Ме погодивте сега, ама ме разборевте у емисијава. Стојан Христов 31-ва мислам дека е Херои убици, вика сега ќе парафразирам, ќе карикирам малце затоа што одамна не сум ја прочитал, а ја искористив, односно како лајт мотив ми стои на воведот на црните страници на УДБА. Оној 40-50 страни делот што го правев да ја објаснам целата едиција. Вика, постоењето на Македонија, односно зачувувањето на Македонија, единствено се должи на тврдоглавоста на ВМРО да не попушти и да не дозволи терминот да премине во историски некој таму поврзан со антиката. И тоа тврдоглавоста која што се граничеше нели со лудост и користењето на тероризам. Он го пишува тоа, значи во 31 година, вика на 13 годишно одбивање. Значи он се базира се повикува на почетокот на 18-та, а зошто? Тогаш завршил Првата светска војна и првпат е екзекутиран Букурешкиот договор. Он е донесен 13-та, меѓутоа почнува 14-та Првата светска војна и на овие територии, на овие простори е лудило. Има нели Македонски фронт, Солунски фронт, кој како го вика, никош не е воспоставена нити една нити друга држава, завршува војната и во 18-та година екзекуцијата на Букурешкиот договор е практично бришење на македонците. Поделбата на Македонија се екзекутира со земање на деловите од страна на сите соседни држави, односно припојување на Србија како Вардарска бановина. Доле у Грција не се викаше Егејска Македонија, сега ја викаат Македонија. Се вика Северна Грција. И он вика, практично овие се заинатија, не дозволија и преживеа прашањето. И после почнуваат атентати прво меѓу себе, па почнуваат атентати. Апсолутно се одржува идејата жива. Да. И ти имаш, покрај тоа што имаш луѓе кои што се борат, да речеме, на бугарска страна практично која за време на Втората светска војна, ти имаш и линденци кои што се борат на страна на партизаните. Така. Може би се помалку, но има. Јас по тоа што сум го читал за составот на првото заседание на АСНОМ има. Уште една работа ќе ти кажам. Не ги знам на кој име ако сакате да не значи уште една работа ќе ти кажам. Јас го ревидирав мојот став кон Киро Глигоров. Добро. И мислам дека во 90-тите години бев у заблуда. Затоа што не знаев една клучна работа за него од времето на Втората светска војна. И криво ми е зашто таа работа воопшто беше затрупана, значи не беше воопшто позната во јавноста, а беше негова. Он можеше да направи да биде таа повидлива. Дали му беше незгодно да се повикува на тоа време, не знам. Сега ќе го кажам за јавност. Не знам дали интересно ова, има ли коментари? Имам многу позитивни коментари. Вака сега, Киро Глигоров, Емануел Шучков. Да прочитам една донација сам.
Ајде, па да Во продолжиме. Гојанска 94 фала ти на што си 37 месеци член на Инфомакс YouTube каналот, вели голем поздрав до најдобриот подкаст, до подкастот кој се труди од петни жили да ви каже дека промените треба да почнат од нас самите. Тачно. Ти благодарам. Повели Филип. Значи, сега провокацијата беше, нели, се бореле на оваа страна. Партизанските одреди на Македонија, како дел од партизански одреди на Југославија, и издаваат проглас до населението, на што се спротивставува една група на интелектуалци во Скопје. Тоа е 1943 година, акционен комитет АНОК. Практично ги издвојувам, значи тука се Ченто, тука ти е Чучков, Груе му направи зграда, тоа е добро. Киро Глигоров. И они пишуваат, а за ова имам многу сериозна анализа кај мене на каналот. Имам, мислам, 10 видеа, значи го расчленив ова сега што ќе го кажам у детали и го филмував. Значи они викаат вака, они се у кратки црти, они пишуваат приговор до партизанските одреди и викаат следно: ворете што го повикувате народот, меѓутоа не се доволно јасни и не се доволно прифатливи предпоставките да само овој дел од Македонија се ослободи. Ако македонскиот народ сака слобода, мора да се обединат во овој момент, кој што е добар момент, историски погледнато, и последен момент да се обединат сите три дела. И они прават еден многу сериозен приговор, кој што го објавуваат јавно. И тоа предизвикува сериозен немир кај, да речеме, партизаните и Сојузот на комунисти, кој што е као идеолошки чадор у оваа струка. Бидејќи овие се, како да речам, баш онака еснафи луѓе, десничари, градски луѓе и екстремно промакедонски. Овој, за среќа, овој приговор е сочуван, го има објавено и Лазар Мојсов на неколку места у книги после 45 година, може да се најде, меѓутоа тешко се наоѓа, не е објавен посебно, не е објавен као дел од сеќавања, дел од реферати и така натаму. И сега, ја го читам тоа и не ми се верува. Значи, они на интелектуален начин образложуваат зашто е дојден моментот Македонија да се обедини. Викам, неверојатно. Кој го пишува? Киро Глигоров. А ние комуњара, ваков, таков сме го плюкале на мечкин камен и така натаму. Значи, затоа викам, го ревидирам мојот став и правилно е да се ревидира кога се откријат нови моменти. И мојата интелектуална позиција е таа, ја можам да си ја признам грешката и секогаш основа за градење на став може да ми бидат само факти, аргументи и работи кои што сум ги проверил ја, не да ми ги раскаже некој друг. И сега врз основа на тој приговор Чучков и Ченто се повикани на виз кај Тито. И они се 40 дена на виз кај Тито. И таму разговараат, значи водат сериозни разговори за еднината на Македонија. И Тито на нив им ветува дека Македонија ќе биде обедината. Ја не знам дали, мислам дека за овие работи многу малку се зборува и од историчарите, значи, не под пошироката популација. Мене овој дел ме интересира многу да го демистифицирам, да оставам видеа, да оставам истражувања, еве и вака наративно да тоа што сум го прочитал, научил да го прераскажам. И они кои се враќаат од таму, Чучков објавува хвалоспев на Тито. Демек, моментот е сега, се приклучуваме на народно-ослободителното движење, партизанските одреди, тоа е одговорот. Чучков и Линденец, така? Они се не татко му е. Значи, тоа се генерации, тоа се лози. И практично они се убедени од Тито дека правиот момент е да се распуштат, да влезат у иницијативата за првото заседание на СТОМ и они влегуваат сите. И дека на тој начин
ќе дојде до обединување на Македонија. Ние сите збориме 45-та, Кале, Срем, Солун, меѓутоа никој не истражува година дена на назад работа што све се дешавало. И никој тоа не го објаснува, дека они стварно, тоа не било ајде сега сме наоружени, кидеме на Солун. Тоа било потпрено на фундаменти интелектуални, со писма, со оправдување, тоа се знаело од Тито, се знаело и од Темпо е пратен заради тоа што се плашеле дека македонците ќе отидат на Солун. Темпо го кажува тоа неговите мемори. Јас сум симнал ова све. Поседувам све у мојата дигитална библиотека. Објективни историски околности, зашто не се тргнало? Извини се, да. Тоа таму доле биле британци, веќе сме изгубеле ова, не знам ја. Ја ти кажувам... Не бе на парче било напишано на црталена салфетка, поделбата на светот. Добро, Јалта, окей, да. добро. Меѓутоа, јас ти кажувам, нашата перспектива, која што мислам дека не е доволно истражена, не се доволно јасни актерите и посебно на Киро Глигоров улогата не беше нити јасна, нити истражена, нити потврдена. И никој тоа не го прави. И практично Киро е однесен у Белград да го амортизираат. Не е однесен у Белград он дека бил комуњара. Он е однесен да го амортизираат. Овие се сите вклучени, Анок е распуштени, вклучени со првото заседание на АСНОМ и практично они таму и добиваат функции. Чимто станува председател. За да после, кога правата на Југославија, ги демонтираат и по затвори, и по голи отоци и така натаму. И сега, тука е тој континуитет што го збориме од пред 15-20 минути, што ми го збориш ти, на револуционерната идеја на ВМРО за Македонија и за обединета Македонија, која што трае преку некои ликови како Ченто, Ѓорѓи Доцев и така натаму све до 90-та, па Доцев после тоа станува шеф на ветерани на ВМРО ДПМН. Ја лично се познав со него. Има и уште една работа. Мислам, многу е мала веројатноста дека тие луѓе кои што се бореле